Тоа е збир од методологии, активиран, да речам, земал повеќе замав 70-тите години минатиот век, каде што се земени пристапи од психологија, од невронауката, како функционира мозок, нервен систем, лингвистика, невролингвистичко програмирање, влијанието на говорот, на јазикот, на зборовите, на конструкциите што го има врз нас и како ги процесираме надворешните случувања во нашата внатрешна реалност, во нашиот внатрешен свет на мисли, емоции, носење заклучоци, носење одлуки, постапки. Учи на спој и соработка меѓу ум, тело, емоции, енергија. Учи на различни нивоа на размислување, изразување, носење одлуки. И просто јас сакам да го нарекувам прирачник за упатство за работа со себе и со другите. Тоа е од прилика тоа. Изучувајќи ја таа методологија, луѓето учат да сватат, како ја доживувам и толкувам реалноста, како ги доживувам, толкувам другите луѓе, како поставувам планови, желби, цели, резултати, како ги остварувам или не остварувам, каква личност се доживувам себе си или не, и различни или некои пристапи. Главното што учи е стратегии на постигнување резултати. Од таму и тргнала методологијата, каде што основачите или неколку научници околу таа методологија почнале да наблюдуваат луѓе кои што покажуваат поголеми резултати и успеси во одредени области. И да ги анализираат, прашуваат како тоа го успеваат и прават. Таа стратегија или тие процеси некогаш се видливи, гледаме што прават луѓево, а некогаш, односно голем дел се невидливи, се внатре во нас. Кога велиме внатре во нас, или често има изрека, нели, се е во умот, се е во нас. И тоа го повторуваме, шириме насекаде, ама не знаеме како, што значи тоа се е во умот или се е во нас. Со оваа методологија учиме како да препознаеме што ни се случува внатре и како тоа по потреба да го менуваме. Односно, препознаваме ако имаме некакви програми, од таму е зборот програмирање, како веруваме за некои нешта, како ги правиме и работиме на тоа да тие програми ги смениме со програми кои што подобро функционираат за нас. И тука говорот, јазикот, зборовите имаат голема улога. Наблюдувајќи го говорот на другите, можам да заклучам како функционира нивниот мозок и како се нивните внатрешни стратегии и програми, што им е важно, како го толкуваат светот, и исто така, бирајќи ги зборовите со кои што се изразувам, и речениците, и структурите, можам да влијам добро, за подобро, на себе и на другите. Или освестувам дека со моите реченични конструкции и зборови не влијам добро на себе или на другите. Јас лично не предавам програма НЛП целосна, туку ја применувам во сите мои програми, ја применувам особено во коучингот, како сертифициран НЛП коуч, меѓу другото, неколку коучинг сертификации имам кои што ги применувам. Значи, го применувам во работата со еден на еден, го применувам во работата со групи, го применувам во моите обуки, било да е за комуникација, јавно говорење, личен бренд, женско лидерство, што и да е. Таму ги применувам тие методи и учесниците ги учам да ги применат без да нагласувам дека ова е НЛП или ова е таму, некогаш спомнувам, кажувам од каде е и од што е. Значи, таа методологија, да резимирам, е збир на повеќе научни пристапи, може не спомнав, тука има биологија, кибернетика, различни повеќе научни пристапи и методологии и техники кои што ни помагаат да подобро управуваме со себе и да знаеме што ни се случува и ако треба тоа да го менуваме на тој начин. Ја користат, реков тебе исто, многу луѓе во светот, ја користат врвни учители, тренери, успешни луѓе во различни области, просто не можам да набројам.
и луѓето навистина гледаат резултати, постигнуваат успеси, прават поинакви чекори, поинаку се однесуваат и поинакви резултати добиваат во својот живот. Да, она што ја го сватив правобитно кога прочитав првпат за тој термин е моделирање. За тоа и изборува сега го наметнувам повторно од Тони Робинс, од неговата книга, односно моделирање едноставно да видиш на еден начин во наводници да емитираш некој успешен човек за да бидеш како него. Сега не знам, јас може погрешно сум го разбрал тоа. Да, еве неколку примери што е моделирање. Еден од тие пристапи, техники во НЛП, како што реков и претходно, не само да ги повторуваме нивните постапки што ги гледаме, туку да најчесто за добро моделирање треба да се седне да се разговара. Сум моделирала други учести и мене ме моделирале, односно побарале да седна да разговараме, да го дознаат мојот процес внатрешен, како размислувам, како носам одлуки, како се доживувам себе си, што правам претходно и како ги избирам моите однесувања после тоа. Тоа е моделирање во длабочина, да речеме. Не само она што го гледаме кај луѓето, па да ги реплицираме и имитираме нивните однесувања, туку да дознаеме внатрешниот процес на размислување. Од тука тргнува се. Како јас верувам во нешто, како го доживувам, што мислам за тоа или за себе, или за другите. И да пробам овој процес на размислување да го пренесам. Еве, едноставен пример, многу често, реков, го користам ова во буките за јавен настап, јавно говорење. Тоа е нешто многу потребно, голем страв кај луѓето и голем тоа. И како ги учам да моделираат, односно уште една друга техника се вика рефрейминг или менување на рамката на нештата. Би ја нарекле исто менување на погледот, на светоглед, менување на ставот кон нештото. Учиме, ги моделирам моите процеси, како јас верувам дека ова не е страшно, дека наместо страф од осуда, јас тргнувам и велам, одам со возбуда, што ќе допринесам со мојот говор. Им ги кажувам, ги учам на нови ментални процеси за пред да дојдат до самото говорење пред другите луѓе. Моделираме подготовка, моделираме емоционална регулација, како да се чувствувам, како да ги доживувам другите. Така што процес на моделирање е тоа. Наблюдување, што прават луѓе успешни во одредена област, ова може да е било каде, збориме сега јавно говорење, може да е во спорт, може да е во продажба, може да е во обучување други, може да е во водење компанија, може да е во било каков перформанс, настап, во било која област. Може да е во готвење, може да е во некакво друго хоби. Моделирање е кога ги дознаваме и внатрешните умствени процеси и затоа е најдобро да ги прашаме, кога сме во можност, нели, ако имаме можност, да ги прашаме или да читаме повеќе за тоа, да дознаеме директно од луѓето и се обидуваме тоа да го моделираме во нашиот живот, секако додавајќи ја нашата лична различност и автентичност. Не мораме да научиме исти ставови за нешто, но да научиме нови ставови за нешто за да ни помогне полесно да го правиме тоа. Да сме тука, да сме одлични според наши параметри и критериуми во одредена активност, дејност, во одредена област. Тоа би било моделирање. Како една од методите, техниките на НЛП, невролингвистичко програмирање.